Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово и Штип се само дел од градовите во кои конзорциумот Бехтел и ЕНКА бара работници. Во 3 од нив досега се одржани саеми за вработување во напорите да се најде решение како да се обезбедат 2000 работници. Лично на работа вчера повика и министерот Благој Бочварски. Имаме најсилен изведувач на работите, а тоа е конзорциумот Бехтел и ЕНКА, од кој можеме многу да научиме. А тоа е знаење подоцна да го пренесуваме на нашата оператива. Повикувам сите профили да аплицираат затоа што може да бидат од корист за изградба на инфраструктурата. Порача министерот Бочварски. Во потрага по работници и со одлична понуда излегува и Тапмак од Пробиштип, кој за таа цел во Штип отвори канцеларија, нуди средба очи во очи и договори за работа кои се многу подобри од досегашните. Освен Бехтел и ЕНКА и Тапмак, работници очајно бара и кинеската компанија Синхидро, позната по изградбата на автопатот Штип-Миладиновци. Синхидро бара градежни работници, но и возачи и управувачи со градежна механизација. Нудат просечна плата од 36.000 денари, но и можност за договор. Вака големата побарувачка е во интерес на работниците, се согласуваат од синдикатот. Иако е тоа еден позитивен тренд дека има недостаток на работна сила, може да се вработаат малите, но сепак ние како синдикат апелираме да сепак условите за работа, платите, почитување на правата од работен однос, додека тоа не се почитува, јас мислам дека секогаш ќе има недостаток на работна сила, бидејќи младите веќе се разочарани од многу фирми во кои што не се почитува правата од работен однос. Заедно, овие големи компании имаат потреба од 3 до 4.000 работници. Дали доколку ги најдат, тоа нема да биде проблем за останатите индустријски сектори? Јас мислам дека тоа е многу реално и можно, но нема што ние да се лутиме или да реагираме на тоа, затоа што пазарот на трудот е пазар како било кој пазар, значи понуда и побарувачка. На тој пазар се борат луѓето за да купат производ или во овој случај да земат работник, така да е нормално да оние подоходовните компании да може да земат повеќе работници, а од друга страна се створи поголем недостиг на работници кај компаниите со пониска додадена вредност. Со интензивното иселување Македонија годишно има потреба од 10.000 работници. За сега владата одобри квота од само 5.000.